фокусот го ставаме на жените, иако не само на нас, но најголемиот дел на нас. И вака отвараме темата со соговорничката која што во моментов ја имаме на Skype. Кога ќе завршиш факултет, имаш ли момче? Одлично, кога ќе се земете? Ден по свадбата, ајде кога дете? Во моментот кога ќе се роди првото, ајде додека си млада да дочекаме и второ. Домакинлук, кариера, живот и многумина од нас ќе кажат па не ми е важно што мисли околината, но реалноста е тоа дека невидливиот товар како ореол постојано ни виси над глава. Има ли светот право на нас? Е темата која што ја отвараме со Деспина Стојановска ова утро на Skype. Деспина, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. Добро утро, Кристина, Ване, сите во студиото и нашите гледачи, се разбира. Убава тема, вака како после 8 март, некако мартовска тема. Се надевам дека ќе биде нешто корисно за нашите гледачи. И јас се надевам искрено. Деспина, колку и да е времето ново и модерно и колку и да се бориме против стереотипите и очекувањата, сепак реалноста е таа дека секој може да праша, секој може да очекува од нас и секој може да не осудува. Токму така, ние живееме во поднебје каде што многу не интересира животот на другите. Сакаме, љубопитни сме да знаеме што другите планираат, прават, докаде се со нивните животни фази, семени циклуси и слично. Меѓутоа, забораваме на онаа граница која што се нарекува приватност или право на приватност, а тоа е, ние и во системската семена терапија често тоа го дискутираме и го зборуваме дека треба да направиме разлика помеѓу тоа што е приватност, а што е тајна. Тајна е кога чуваме некоја информација која што на некој начин е поврзана со другите или со оние кои што се интересираат за таа информација. Но приватност е кога имаме информација која што не ги засега воопшто другите, тоа е нешто наше лично и ние имаме право таа информација да ја задржиме за себе. Од друга страна би спомнала дека луѓето кои се интересираат за приватноста на другите, може би не размислуваат доволно за тоа како сето влијае на останатите, дали ги повредува на некој начин, дали ги растажува, дали ги засрамува или едноставно може би ги лути и ги револтира. Во продолжение морам да додадам дека од оваа тема не се засегнати само жените, иако ги ставаме ни во фокус, секако тука ги ставаме и мажите, па Деспина, има ли право светот на нашата приватност и како да му дадеме до знаење дека нашите одлуки ги носиме само ние и никој друг? Би спомнала покрај приватноста и тајната, нели вака како едно разграничување, би ги спомнала и заедништвото и индивидуалноста. Знаете, ние во нашето секојдневно функционирање, во сите системи во кои што припаѓаме, имаме две задачи. Едната е да се грижиме за заедништвото, а другата задача е да ја негуваме нашата индивидуалност. Она што е наше индивидуално, покрај тоа што како култура би рекла, си дозволуваме или да се распрашуваме и да се интересираме за туѓата индивидуалност, меѓутоа исто така ми се чини дека немаме изградено механизми и снаги да ја заштитиме сопствената индивидуалност кога е под некаква истрага од страна на некој друг. Би сакала да ја насочам малку повеќе одговорноста, би рекла и на оној кој што се наоѓа во ситуација да биде притиснат од општеството, од останатите луѓе со сите очекувања кои што на него му се поставуваат, да се одбрани, да каже не, да ја гради својата асертивност, а тоа е на љубезен начин да каже или да објасни дека тоа не е важно на останатите, дека тоа е негово и дека има право да не го споделува. Од друга страна, знаете, се прашувам колку и самите луѓе сакаат да споделуваат за својата приватност, односно индивидуалност, затоа што некогаш на тој начин си олеснуваат и како да вентилираат тоа што неубаво им се случува. Кристина, јас ги спомна...
да не ве прекинувам? Сосема накуса кога сме веќе кај притисокот општествен. Прашањата најчесто реално доаѓаат од најблиските, од родителите, од пошироката фамилија или од соседите. Или колегите. Или од колегите. Споменавте вие дека има начин како да кажеме. Како од друга страна, Деспина, ние внатрешно да се носиме со овој товар? Кои се тие механизми кои ги споменавте? Тоа е правење на лична проценка на своите лични граници, поставување на личните граници, докаде е мое и докаде смеат останатите да допрат, па дури и кога се работи за најблиските. Кристина, спомнавте на почеток сите очекувања, еве повторно ќе се вратам на жената, нека ми прости Ване, особено во поглед на раѓањето. Знаете, кога ќе завршиш факултет, па кога ќе родиш дете. Раѓање на дете не е едноставен процес. Формирање или планирање на семејство е нешто што е наше, внатрешно, инстинктивно. Не е целта на раѓање дете да има кој да не чува на старост, да има наследството кому да го дадеме, презимето кој да го продолжи и така натаму. Наша внатрешна инстинктивна потреба за раѓање е желбата да некому дариме живот. Кај некој се јавува порано, кај некој се јавува подоцна. И не само тоа, можеби, ајде ќе речам, партнерите не се во тој момент спремни или не созреала таа потреба да некому дарат живот и да го негуваат тој живот, зашто прво се раѓа желбата да имам дете, а потоа желбата да се грижам за тоа дете. Можеби се уште не созреала таа потреба, но можеби и се бават со многу други тешкоти, токму во поглед на зачнување на некаква бременост или раѓање на дете. Велам, повредите не можеме да контролираме што другите ќе кажат, што другите ќе ни направат, но можеме да ги јакнеме нашите резилиентни снаги, тоа се силните снаги на личност, кои што ни нудат една жилавост, еден отпор кон тоа да се што не ни се допаѓа, едноставно не го прифаќаме и не го земаме при срце. Па дури во некои моменти, јас би рекла дека е дозволено да одречно кажеме што е тоа што навистина ни пречи, како, например, ми спомнуваш за дете, би сакала повеќе да размислиш за тоа дали јас сум во можност да родам дете во овој период. Така што, во овој контекст се извинувам што ве прекинувам. Зборувавте за најразличните аспекти од имање или немање дете. Што е со свесната одлука дека една жена не сака да има дете? Ова веројатно е една од темите која што наоѓа на најчеста и најголема осуда од општеството и тука се потребни најголеми објаснувања. Дури и во природата и меѓу животните не секоја женска единка остава потомство. Меѓутоа жената со луѓето со сета наша развиена свесност имаме право да донесеме одлука за тоа дали сме подготвени, дали имаме ресурси, дали имаме доволно капацитети да подигнеме еден живот, да родиме или да растеме, да воспитуваме едно дете. И тоа е апсолутно индивидуална одлука. Може да биде осудувана, меѓутоа сепак, ако зборувам како психолог, ако зборувам како феминист, ако зборувам како жена, можам да кажам дека тоа е единствено одлука на оној кој што треба да го донесе тој живот на овој свет. Осудите, да, чести се, затоа што една можеби филозофски кажано главна цел на постоењето на човекот е репродукција и продолжување на видот, можеби во тој аспект некој ќе си дозволи и ќе си земе за право да критикува и да обвинува, меѓутоа сепак, затоа велам дека индивидуалноста, вредностите, ставовите, себе перцепција и себе анализа се многу значајни и многу важни пред да се донесе тоа дете на овој свет. Особено ако сме сигурни дека немаме родителски капацитети, дека немаме услови да тоа дете живее здраво, хармонично, да биде среќно, да биде успешно, се прашувам дали треба да избрзаме во одлуката само поради притисокот кој што од страна ни се нуди. Деспина, ако зборуваме и за психолошките профили на луѓето што осудуваат, сега малку да ја погледнеме и другата страна, или не само како се чувствуваат луѓето кои што се осудувани, без разлика дали се машки или женски. Еве да бидем искрени така и ќе го поставам прашањето. Дали доколку нели се погледнеме во огледало и си признаеме на себе си дека премногу осудуваме, дали тоа е можеби знак или аларм да почнеме малку повеќе да работиме за себе и што губат во однос на психичкото и
менталното здравје луѓето кои што осудуваат? Токму така, Ване, благодарам за прашањето, затоа што и често се зборува во последно време. Човек кој што е смирен, спокоен, кој што е среќен сам со себе, ниту обвинува, ниту притиска, ниту наметнува очекувања на некој друг, ниту пак озборува некој друг. Меѓутоа, веројатно незадоволството од себе го трансформираме или го проектираме на тој начин што почнуваме да ги забележуваме попрво оние недостатоци кај останатите луѓе, почнуваме да бараме нешто што кај нив не чини за некаде да ја избалансираме или неутрализираме она мисла за себе или оној поим за себе кој што нас не ни се допаѓа. Затоа велам, и убаво беше ова што го спомнавте, да се видиме во огледало, односно да видиме од каде кај нас тоа незадоволство, за да тргнеме да озборуваме или обвинуваме некој друг. Но не секој е храбар тоа да го посочи кон самиот себе, затоа даваме признание на луѓето кои што работат на овој тип на свесност и укажуваме дека ќе се согласите, верувам со мене, еве и две дами, дека работата на себе дефинитивно е излегување од еден вртлок во кој што сме впуштени ние самите, вртлок на осудување и озборување. И треба многу храброст за истото. Да. Со последното прашање, само сакам да направиме еден вовед во темата за кој што и подоцна ќе зборуваме. Правото на абортус е една исто така од темите која што жестоко се дочекува кај околината. И сега зборувам тука за абортус не од здравствени причини, туку своеволно донесена одлука на жената да се ослободи од плодот. Причината поради која што жените, барем според статистиките, најмногу се охрабруваат за да го прават овој медицински зафат на црно во несоодветни здравствени, несоодветни установи, не се тоа здравствени установи, ординации, е последица на тоа што не сакаат да зборуваат токму на оваа тема и се плашат. Да, абортусот предизвикува голема осуда од страна на многу, би рекла, и групи и системи во рамки на општеството. Иако јас повторно ќе се вратам на оно што на почетокот зборував, дека одлуката и спремноста за раѓање на дете останува на оној кој што треба и да го роди тоа дете и потоа да се грижи за тоа дете. Меѓутоа свесноста веројатно треба да се работи малку повеќе на свесноста, за да можеме, на општествената свесност, за да можеме да дојдеме до еден степен каде што жената пред се ќе ја заштитиме, велите, од здравствен аспект. Токму така, јас сум имала прилика и разговарајќи со моите клиенти да слушнам и да бидам вклучена во таа приказна како подлегнуваат на некои немедицински третмани за да се ослободат од бременоста, затоа што едноставно не се чувствуваат подготвени. Тука би се надоврзала со уште нешто. Кога раѓаме дете, го раѓаме со едно убаво доживување, една убава спремност, и го раѓаме со идеја и мисија дека тоа дете треба да биде среќно, здраво и живо. Ако има конфликт во самото внатрешен конфликт, во самото забременување, ако мајката не е сигурна, тогаш несвесно психолошки на тоа дете му се наметнуваат одредени, би рекла, мисии животни за кои што и самото не може да е свесно. Еве, например, зборувајќи со клиенти ќе слушнам, мајка ми често кажуваше дека немала да се омажи за татко ми, за тој, нели, ваков или онаков човек, ако не останала бремена. Или мајка ми ќе го завршеше факултетот ако не се родев јас, ако не останеше со мене бремена, што се навистина многу тешки доживувања, внатрешни психолошки доживувања за еден човек да го носи тоа бреме. Во секој случај велам, за да се заштити и животот на жената, меѓутоа и на она дете кое што треба да се роди, ако не постои подготвеност, спремност, внатрешна биолошка па и психолошка подготвеност некому да се подари живот, тогаш абортусот во медицински услови, велам, во медицински установи според мене навистина добро решение. Заклучуваме, светот нема право на нас и нашите одлуки. Благодарам, Деспина, за гостувањето во Македонија наутро. Посакувам се најдобро. Благодарам.